доктор Маја Морачанин, која што е председател на партијата ДОМ. Госпоđo Морачанин, добро утро и добродошли во утрински брифинг. Добро утро, добро ве најдав. Јас, кога ве побарав да поразговараме денеска малку се пошегував и реков мала партија, а ќе разговараме за големи теми. Некако така се случува во македонскиот политички систем, што и релативно мали политички формации, како што е да речеме вашата партија, сепак играат важна улога, бидејќи гледаме дека мнозинствата во парламентот зависат од еден, двајца присутни, одсутни пратеници и така натаму. Како го оценувате вие ова што денеска се случува во македонскиот парламент? Опозицијата одбива да присуствува на седници, велики дека власта е таа која што треба да си го обезбеди кворумот. Како ја дефинирате можеби одговорноста на пратениците, а потоа и на власт опозиција поделени за тоа што се случува во парламентот? Да, јас на ова прашање сум зборувала неколку пати и мојот став е дека ние сите како пратеници, без разлика дали сме дел од мнозинството, дали сме дел од позицијата, на било која партија, дали припаѓаме или не, имаме одговорност пред граѓаните. Значи, нас граѓаните не избрале на директни избори за да ги представуваме и да ги реализираме тие програми кои што сме ги ветиле пред граѓаните и тие очекуваат решавање на нивните проблеми. Тоа е суштината на демократијата, значи граѓаните не бираат со цел да ние потоа во нивно име работиме најдобро што можеме и умееме за да ги реализираме потребите, барањата на граѓаните. Зашто за мене се разбира дека секогаш оние што се на власт имаат поголема одговорност, тоа е неспорно, но не може комплетно да се исклучи и одговорноста на опозицијата. Зашто што би била тогаш функцијата на опозицијата? Значи, ајде ќе имаме еднопартиски систем, само власт ќе си бидат, во парламентот ќе се гласаат секако што треба, вака во едноумие, како што било, значи не е така. Не е така. Опозицијата вели нашата функција е да ја отежнуваме секој момент на власта, за ние да дојдеме што побрзо на власт. Јас не гледам така на демократијата. Опозицијата секако е коректор на власта, треба да критикува гласно, аргументирано, но не треба да се користи секој момент за да се обструира собранието. Што на крајот добиваме сите ние како граѓани со тоа што гледаме, јасно е, собранието е блокирано сега како резултат на тоа што неколку пратеници последователно се или позитивни или се во изолација поради COVID-19 и така натаму. Тоа не е интересот на граѓаните, тоа не е ни во интерес на држава. Каков е вашиот став, доктор Морачанин, околу ова прашање кое што јас неодамна пишував, гледам дека и Уставниот суд на Бугарија пресуди дека држењето на онлайн седници апсолутно е во рамките и согласно Уставот, иако и таму се бара според Уставот физичко присуство на пратениците, но Уставниот суд смета дека со новите технологии физичкото присуство се обезбедува доколку е верификувано во смисла на препознавање на пратеникот кој што учествува во живо на седниците. Каков е вашиот став за ова одбивање да се влезе, ја не знам дали е тоа и 21 век, може и крајот на 20-тиот век, во овие нови технологии кои што сега навистина како да водиме дебата во 1970 година за тоа како треба да функционира парламентот во услови на пандемија, а кога постојат технолошки можности и поинаку да се работи. Се согласувам, јас апсолутно поддржувам онлайн работа на собранието и сметам дека беше одговорност на пратениците за да ги усвоиме тие измени на деловникот што беа предложени од страна на председателот на собранието, но блокирани со стотици амандмани, така што предлогот за жал се повлече. Сметам дека е тоа добар начин, особено во овој момент на корона пандемија, да се обезбеди комплетна функционалност на собранието, да им се даде можност и на пратениците што се во изолација да учествуваат на седниците, да гласаат, а можеше исто така да се дозволи и на оние пратеници кои што сакаат директно во собрание, во живо, да дојдат на говорница, да се обратат, да зборуваат и тоа да биде обезбедено. Значи, во денешен век, апсолутно се согласувам, 21
век, ние да дебатираме и да негираме дека е возможно да се обезбеди онлайн работа на собранието, тоа е за мене многу ретроградно сваќање и гледање и мислам дека беше повеќе во политички контекст, затоа што јасно беше дека пандемијата ќе трае и нормално дека некои од пратениците нема да бидат во одреден период во можност да бидат директно во живо присутни во собранието. Инаку да ги подсетам и вашите гледачи дека и шпанскиот парламент уште на почетокот на пандемијата минатата година нашата ратификација за НАТО, членство, нивната потврда помина онлайн. Ние еве веќе 2 конгреси како Европска зелена партија одржуваме онлайн. Ма и владата заседава цело време онлайн, компании заседаваат онлайн, се носат. Обединети нации онлайн заседава, ние уште се расправаме. Така е, треба сите да направиме се што е можно. Секоја професија, се разбира, има професии кои што не можат онлайн, но она што е можно, според мене, не само за собранието, треба онлайн да се изведуваат работните обврски, се со цел да се придонесе за заштита од пандемијата. Во целата ситуација и во собрание, еве кога имаме комуникација со пратеници, еве сега за половина час имаме средба со групата за соработка од австрискиот парламент, оди онлайн. Со граѓанскиот сектор онлайн функционираме. Медиумите функционираме онлайн, еве овој разговор е доказ за тоа. Ние функционираме. Госпоѓо Мурачанин, сепак факт е дека собранието е блокирано, неизвестно е која таа блокада ќе падне и неизвестно е кога повторно ќе се обнови, бидејќи прашањето дали некој ќе биде во состојба присуство или не може утре да се појави повторно како проблем. На тоа опозицијата вели единствен излез е итни нови избори. Каков е вашиот став за воредни избори во овој момент? Да, јас мислам дека нас не ни се потребни нови парламентарни избори. Избори имавме во јули, пред 7-8 месеци, и еве ги резултатите, значи, од тие избори. Што ќе добијат граѓаните ако повторно влеземе уште една кампања и е многу, како да ви кажам, нејасна целата таа реторика и целото објаснување. Еднаш се бараат предвремени избори, за попис се вели не сме пописа, еден попишувач ке дојде, не е безбедно заради корона, а избори може да се спроведуваат ако е корона. Јас лично сметам дека може да се спроведат, како што ги спроведовме и во јули месец, како што имаше локални и во декември, но тогаш ставот беше друг, дека не било безбедно да се има избори. Сега е безбедно да се има избори. Значи, мислам дека дополнително ги збунуваме граѓаните со сите овие нејасни пораки кои што се менуваат веќе не на неделно, туку на дневно ниво од сите страни. А она што на граѓаните во овој момент им е потребно, тоа е стабилност во услови на ваква корона криза, значи не само здравствена, туку и социоекономска, да можат да си ја добијат помошта која што им следува, им е потребна за екзистенција на граѓаните. И сега ние повторно влегуваме во некоја дневна политика која што според мене не се води од интересите на граѓаните и од интересите на државата, туку од партиските и личните интереси, веројатно и проценките на рейтинзите. Но еве хипотетички, дури и да имаме нови парламентарни избори, очекувањата и предвидувањата не се дека драстично некој ќе добие, не знам, мнозинство двотретинско или така што условно ги нарекуваат стабилни мнозинства, големи мнозинства, кои за мене исто така се многу дискутабилни, оти сме имале такви примери, па видовме дека тоа многу лесно оди кон автократски тенденции, но еве да се добие повторно некој горе-долу сличен број на мандати. Еве и опозицијата да победи, да формира влада, да се сменат, да речеме, улогите. Хипотетички можно е дека тогашната нова опозиција повторно вака би блокирала. Можно е. Така е. И што ќе добијат граѓаните од тоа? Нема тогаш да блокира една партија, ќе блокира друга партија, а пак не може да им се испорача. Затоа мислам дека тоа не е решение. Решението е дека ние како пратеници треба да бидеме поодговорни и свесни за состојбата во која се наоѓа целото општество и свесни за потребите и очекувањата на граѓаните.
да ги оставиме нашите, секогаш има време и јас еве сум председателка на политичка партија, значи познати ми се сите тие партиски очекувања, јасно тоа е надпревар на партиите, но особено во ваков специфичен момент многу е важно да бидеме одговорни и да го испорачаме она што граѓаните од нас во овие тешки моменти го очекуваат. Госпожо Морачанин, мора да завршуваме. За крај, ве молам кратко, само да ве прашам, на локални избори ќе одите самостојно, што ви се плановите? Донесени се одлуките? Во колку места ќе се кандидирате за градоначалници, за советници и така? Да, ние имаме конкретна одлука за самостоен настап на Дом за локалните избори. Ги започнавме веќе подготовките, комуникациите со општинските организации, обуките за активистите, така што се подготвуваме. Се уште има време, ќе ги дефинираме сите овие и листи и оние кои ќе бидат кандидати, но во текст сме веќе со подготовките за локалните избори. Да ве прашам, го дигитализирате членството, како што тоа сега неодамна го направи СДСМ, размислувате можеби за избор на председател на општи партиски избори? Во овој момент не. Во овој момент не сме размислувале. Во минатиот период во однос на дигитализацијата работевме на тоа еве вака да можеме да профункционираме комплетно онлайн. Мене тоа ме радува што веќе сите состаноци успеваме на различни платформи сега достапни и комуникација меѓусебна да ја имаме онлайн. Се разбира дека ние имаме електронска база на податоци и така натаму на членовите, но се уште не е отворено тоа прашање за директен непосреден избор на председател на партија, како што еве неодамна СДСМ го организира. Доктор Маја Морачанин, јас ви благодарам за овој ваш утрински брифинг на големи теми, иако сте, како што реков, релативно помала партија во овој спектар на македонски партии, па сепак и вашиот глас и вашите ставови се многу важни заради тоа што таков е македонскиот политички систем, не може да функционира без никого. Мора да го вклучи секој. Јас само накусо, мислам дека сите се важни и тоа е добро за демократијата, да биде шаренолико собранието, така подобро се представени граѓаните, затоа и бараме една изборна единица и отворени листи, и за влијанието на зелените, еве многу ми е драго, ние бидејќи имаме навистина голема поддршка од европските зелени во целокупното делување и Македонија се разбира во однос на евроинтеграциите и ме радува и поднесувањето на овој амандман кој што еве сега во јавноста актуелен, во кој учествуваше и Тинеке Стрик, која што е европратеничка и со која на амандманот во заедничко соопштение. Тоа е амандманот во Европскиот парламент апропо извештајот за Република Северна Македонија, со кој се критикува бугарската надворешна политика и тешкотиите што да ги прави. Да, тоа е занимливо, веројатно ќе има уште прилики за тоа да поразговараме. Ви благодарам уште еднаш за ова утринско вклучување и за овој утрински брифинг на нашите гледачи.